Алтернативниот туризам подразбира нови форми на одмор, рекреација и релаксирање, малку поинакви од она што вообичаено се нарекува масовен туризам. Овој вид на туризам подразбира планинарење, возење на велосипед по шумски патеки, кајакарење, летање со параглайдер или со балон, посета на манастири и историски знаменитости, како и уживање во специјалитетите на традиционалната и малку подзаборавена кујна. Во последно време, алтернативниот туризам добива се повеќе приврзаници и кај нас, благодарение на прекрасните и неоткриени природни реткости и можности што постојат за развој на алтернативниот туризам. Алтернативниот туризам, почитувани слушатели, е тема на која во вечерашнава програма ќе разговараме со господја Гонце Јаковлевска, соработник за односи со јавноста во Македонската развојна фондација за предпријатија. Господја Јаковлевска, првин добро вечер и добре дојдовте во студиото на Македонското радио Македонија. Добро вечер. Да, се надевам дека како и во други пригоди кога сте гостувале во нашата програма, и овој пат ќе имате интересни информации да им соопштите на нашите слушатели. Кон алтернативен туризам е насловен проектот што Македонската развојна фондација за предпријатија го спроведува во партнерство со локалната агенција за развој од Струга и партнер со Албанија од Тирана. Проектот е финансиски поддржан од Европската унија како дел од третиот повик на ИПА програмата за прекогранична соработка меѓу Македонија и Албанија. Целта на овој проект е преку промовирање на алтернативните форми на туризам во овој пограничен регион да им се понуди на заинтересираните еден поинаков, значи поактивен одмор од една страна, а од друга страна пак да ги поттикне жителите на овие региони да размислуваат за алтернативниот туризам како за економска можност за подобрување на нивната екзистенција. Па, еве, во оваа насока некако да го започнеме разговорот. Како се одвиваше реализацијата на овој проект? Кои се активности беа опфатени во текот на неговото спроведување и кои се ефектите што е очекувано да се постигнат со конечната реализација на овој проект? Навистина ми е драго што ќе имам можност да разговараме на оваа тема, која што привлекува се повеќе и повеќе внимание, и се надевам дека вашите слушатели ќе бидат инспирирани со интерес да ја проследат, да ја проследат и евентуално да практикуваат можеби некоја од овие алтернативни форми на туризам. Размислувајќи за проектот кога аплициравме, сметавме дека е многу важно да го поврзиме со економските можности што ги нуди алтернативниот туризам, во насока, како што и рековте во самата најава, да се обезбеди малку повеќе, да се размислува малку повеќе за овој туризам како за начин на екзистирање, како за дополнителен фонд во буџетот на едно семејство, или можеби за оние кои што се повични кон овие работи, на тоа им биде и занимање основно, да. На почетокот сметавме дека е важно да направиме идентификација на продукти кои што имаат потенцијал да бидат туристички продукти, и Македонската развојна фондација за предпријатија вообичаено ваквите идентификации ги прави многу партиципативно со локалните актери. Ги поканивме 4 општини кои што се вклучени во овој проект од македонска страна, тоа се Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца. Здруженијата кои што работат вакви форми, можеби не на туризам, меѓутоа на хоби, како што се планинарските здруженија, велосипедските здруженија, рибарите, оние што се занимаваат со параглайдеризам, луѓето кои што на било кој начин се поврзани со туризмот, па дури и оние кои што се поврзани со масовниот туризам, да поразговараме заедно и да видиме што е тоа што би можело дополнително да го понуди регионот, значи надвор од езерото и од плажата и од она што го подразбираме. Да, што се главно познати. Како резултат на тој процес дојдовме до 4, веројатно, неверојатно, сигурно има многу повеќе кои што можат да се дефинираат, но сепак нели временската рамка и финансиската рамка ве ограничуваат во некоја рака, и 4 производи
идентификувавме велосипедизмот, планинарството, параглайдингот и рибарството и работевме малку повеќе на нив. При тоа идентификувајќи ги патеките кои делумно нели веќе и постојат во тој регион за велосипеди, патеките за планинарење, точките каде што вообичаено се лови риба, местата каде што се полетува за параглайдинг или каде што се слетува и во таа насока ги групиравме нашите активности. Тоа беше едниот момент. Сега и вие спомнавте, значи дел од активностите беа насочени кон населението кое што живее во овој регион, дел од активностите беа насочени кон потенцијалните туристи. Со населението работевме на поттикнување на размислувањето на свеста за можностите што ги нудат овие форми на алтернативен туризам, значи да размислуваат што е тоа што веќе го имаат, би можеле да го понудат на луѓето, на потенцијалните гости, така, например, сместување во нивните домови, значи во почетокот можеби не инсистирање да се создаваат нови згради, куќи, хотели, мотели и така натаму, туку дали може дел од веќе постоечките објекти да се адаптираат и да се понудат на гостите. Дали може тоа што нашите баби го готвеле да се понуди како интересен пакет за туристите што поминуваат низ тој крај. Дали може да им се понудат услуги на гостите од типот на прошетки по патеки кои што им се познати на локалните жители, во врска со билки кои што им се познати на локалните жители и така натаму. Шумски плодови, да. Планините, шумите, така. Значи, организиравме 3 работилници на кои што зборувавме за алтернативниот туризам. Имаше доста заинтересирани, некаде околу 50 луѓе поминани за работилниците. Организиравме и една мала посета еднодневна за нив во места во Македонија кои што веќе искусиле дел од тоа, како што се дихово, како што е љубојно, каде што има семејства кои што веќе се занимаваат со вакви форми на алтернативен туризам. И исто така организиравме и обуки за односи со клиентите, за тоа како се организира продажбата, на кој начин треба да се формираат, да речеме, цените и така натаму. Мислам дека на некој начин ги поттикнавме да почнат да размислуваат во таа насока. Кога ќе ги видите, особено примерите кои што се веќе готови, значи некој нешто почнал, успешно им го води тоа, желбата кај луѓето ми се чини дека некако се интензивира и резонирањето е веројатно можам и јас да го направам, да. Сега другата група во таа насока правевме една мини кампања со мали видеоанимации кои што одеа на локалните медиуми, кои што беа во насока на покрај тоа што нели имаме да им го понудиме од храна и така натаму, нели треба да се грижиме и за животната средина, зашто гостите кои ќе дојдат секако сакаат да не наидуваат на убава и чиста природа. Убава и чиста природа и нели тука секогаш е таа дилемата присутна кога ќе дојдат многу гости, што ќе ни се случи со природата, затоа мораме секогаш да размислуваме и на таа страна, за некаков баланс помеѓу едното и другото. Во поглед на промовирањето пред потенцијалните туристи, изработивме 2 убави видеоспота кои што ги прикажуваат специфично овие продукти за кои што зборував. И како што спомнавте, овој проект е прекограничен, значи комуникацијата со партнерите од другата страна на границата во регионот на Поградец и Корча, каде што се спроведуваше исто така проектот, беше интензивна. И дел од продуктите што ги понудивме се заеднички, да кажам, значи едното видео се однесува и на македонската и на албанската страна, ги нуди и продуктите што ние ги идентификувавме и продуктите што ги идентификуваа нашите колеги од Албанија. Исто така подготвивме 2 брошури во кои што се дадени информации за тоа каде може да се планинари, каде може да се вози велосипед, кои се кулинарското наследство, каде може да се јаде традиционална храна и подготвивме една мапа за авантуристите кои што сакаат да ги возат патеките или да се искачуваат по планините со обележани патеки, со обележани знаменитости покрај патеките кои што исто така можат да застанат да ги погледнат за да добијат една комплетна слика за регионот. Мотото под кое ја почнавте, ја водевте кампањата за алтернативниот туризам беше излези во природа, влези во авантура, да. Добро, еве,
од она што досега го направивте, господја Јаковлевска, каков е вашиот впечаток? Дали луѓето, така нареченото локално население, вие го користите тој термин, пројавуваат интерес да бидат дел од алтернативниот туризам? Познато е дека многу луѓе имаат, да речем, теориски или практични можности да бидат дел од ова, меѓутоа колку кај нив е присатна таа амбиција дека може навистина од алтернативниот туризам да се направи некој добар бизнис, еве особено да речеме за жените кои што седат дома, например. И дали при реализирањето на овој проект користевте некои искуства кои што досега веќе ги има некаде стекнато во практика? Студиските посети многу ни помогнаа во тој дел. Имавме планирано и реализиравме 3 такви студиски посети. Во првата беа опфатени луѓето кои што веќе се занимаваат во некоја рака со алтернативен туризам овде во Македонија. Нив ги носевме во Албанија кај нивни, да кажам, колеги, така. Да луѓе кои што исто така се занимаваат со алтернативен туризам, да разменат искуства и да видат како и на кој начин се прави тоа. Потоа има возвратна посета, па нивните колеги од Албанија беа тука за да видат како кај нас се спроведуваат таков тип на активности. Помеѓу сите луѓе кои што беа вклучени во проектот, особено луѓето кои што беа вклучени во студиските посети, владееше некој, да речам, ентузијазам, желба нешто да се смени, желба нешто да се направи, да, што нас многу не охрабрува, посебно не охрабрува во смисол на продолжување на ваков тип на работа и на ваков тип на активности. Многу е важно да постои волја. Вие можете да имате донаторски пари во милиони, меѓутоа ако на терен не постои волја за тоа, џабе се сите пари што ќе ги имате. Овде постои интерес, постои волја, постои расположение и постои искуство веќе стекнато во тој поглед. Например, делот на Вевчани, во Елшани веќе имаат искуство со сместувачки капацитети, со развиени тури, да речеме интересни, и развиени тури што се покажуваат на туристите. И организирање на, да речеме, 5-10 дневен одмор во Елшани, например, за странски туристи кои што доаѓаат таму и си ги резервираат местата многу пред сезоната за да си обезбедат дека ќе можат да престојуваат тука. Секогаш велат, ние во почетокот прашувавме дали добро, вие веќе го правите ова, дали ви е интересна посетата, има ли што да се научи? Да, за нив од секое ново гледање, се е тоа некое ново искуство за нив. Особено им е мило кога ќе можат да ги разменат искуствата со нивните колеги, со какви проблеми се соочуваат, како излегуваат на крај во ваква или онаква ситуација, што им нудат, например. На Поградец, Корча и од нашата страна Вевчани, Охрид, Струга и Дебарца, може би се во различни држави, меѓутоа многу од работите функционираат на ист начин, да. И во размената на искуства им помага, да речеме, тоа не е ама добро кај вас тоа изгледа вака или функционира вака, кај нас е малку поинаку, значи ги наоѓаат работите што можат да ги употребат потоа во нивното функционирање. И многу ми е мило што како резултат на тие студиски посети се разменија некои контакти што можат да се користат понатаму, што нас не охрабрува дека не се ова еднократни активности, туку можат да траат и малку подолго, да си ги разменуваат и гостите, сега ги разменуваат искуствата, меѓутоа утре можат да ги разменуваат и гостите, можеби оние кои што нудат сместување во Скополе, во Скопоја, можеби ќе ги испратат нивните гости на ден-два во Вевчани или во Елшани да видат како е тоа таму. Луѓето кои што веќе се занимаваат со алтернативен туризам велат дека погрешно е верувањето дека таквите работи треба да се таат за да не заминат гостите на друго место, баш напротив, кога ќе им понудите на туристите и други можности, тие се поинтересно, уште позадоволни се и поголеми се можностите дека ќе се вратат и следната година, отколку ако ги држите строго само за вас. Уште 2 студиски посети направивме, едната за туристички агенции и едната за новинари. Туристичките агенции и новинарите ги сметаме за клучни во ширењето на информациите за тоа
каде што се нуди и каде што би можеле да добијат туристите. Новинарите од разбирлива да гледна точка, сепак во јавноста овој Јасно, и новинарите и туроператорите ги ставивме во улога на туристи во студиските посети да почувствуваат како би изгледало да се туристи на некој од тие места. Да. Па во Албанија го посетивме Тушемиште и поминавме низ Поградец, беа во Корча, во нивното излетничко место во Морава и во Скопоја или како нели порано се викало Москополе. Во Македонија во Вевчани и на една туристичка тура во Елшани. Одлични беа реакциите. Уште подобро што и двете посети ги правевме заеднички, значи и за новинарите од Македонија и новинарите од Албанија во исто време ги посетија местата. Имаа можност да разменат искуства и да поразговараат за тоа како некои работи функционираат во Албанија, како во Македонија, и туроператорите исто така. И очекуваме дека не дека е ова тоа што го прави Македонската развојна фондација не е нешто што прв пат се прави, има доста такви искуства и претходни, меѓутоа секоја нова интервенција, така да кажам, е плюс раздвижување на целата таа приказна за алтернативниот туризам. И за нас, кога некој ќе каже, ама добро, ние тоа веќе го правевме пред неколку години, не е причина да се откажеме да го направиме одново и одново, само да се расшири информацијата, луѓето да знаат и да, кога ќе размислуваат за нивниот следен одмор, да ги имаат предвид сите овие опции каде би можеле да појдат. Добро, што мислите, еве, од сето искуство што го имате и во рамките на овој проект, сте работеле и на слични проекти од искуства на некои други организации или индивидуалци што се во ова го прават. Што е најважно да допре идејата за алтернативен туризам кај што поголем број на луѓе? Значи, веројатно треба и некоја навика, некоја традиција да се смени, она што сме навикнале дека годишниот одмор треба да го поминеме на море, на плажа, или во Македонија да речеме покрај езерскиот брег и така. Што е она што е најважно за да се поттикнат луѓето да размислуваат дека одморот може да се мине и поинаку. Може да биде на некој начин дури поатрактивен, подинамичен од она што пообичаено го подразбирам, нели, под масовен туризам. Веројатно тука треба да се смени и сваќањето на тоа што е всушност одмор. Традиционално одморот е плажа и хотел или некое друго сместување. Меѓутоа, во последно време јас мислам дека е малку повеќе под влијание на помладите генерации, кои што се многу поотворени за искусување на нови работи, кои што повеќе размислуваат за тоа да поминат одмор активен, отколку одмор пасивен. И сега информациите се шират, нели, ако моите деца одморот го поминуваат возејќи велосипед по некој планински патек или искачувајќи се на некоја планина, неминовно ќе ми го раскажат нивното искуство и можеби еден ден од одморот ќе сакам да поминам и јас така. И кога еднаш или два пати ја почувствувате природата, барем ова е сега мое лично гледање на нештата, верувам дека природата може така да ни влезе под кожа да потоа сакаме се повеќе и повеќе време да поминуваме во нејзе и на некој начин да уживаме во овие алтернативни форми на туризам. Како да се шири информацијата? Искуствата на луѓето со кои што работевме велат дека најдобро е кога информацијата се шири од уста на уста. Одлично искуство. Да, одлично искуство. Доживување. Во денешно време медиумите ни го нудат истото, така да речам. Значи, ние сметавме дека користењето не само на традиционалните медиуми, туку и на новите медиуми, значи интернетот, социјалните мрежи, може многу да помогне во ширењето на таа информација. Сите сме свесни дека кога сакаме некаде да одиме, каков и да одмор практикуваме, одиме на интернет, па го бараме местото и ги бараме коментарите за местото, за тоа кој како си поминал. Значи, сепак, можеби не лице в лице пренесување на искуство, меѓутоа некое искуство пренесување се зема во предвид. И луѓето кои што можеби заради тоа што се занимаваат со таков тип на туризам се многу по волни да им веруваат на тој начин на промоција. Значи, голем дел од нив ги прашавме како вие се
промовирате, како луѓето дознаваат за вас, особено кога бевме на студиската посета во Албанија, тие велат тој што ќе дојде ќе раскаже уште на неколку мина, па потоа некој од нив ќе дојде, тие ќе раскажат и дека така од прилика сметаат дека им е посигурно ширењето на информацијата за тоа што го нудат. Ние вклучивме во нашата кампања и поинаков тип на информирање, го вклучивме интернетот, значи се што создадовме како продукт во делот на промоција е достапно на интернет. Во почетокот, колку што ни дозволуваа фондовите, тоа беше платено огласување, понатаму ќе остане да постои на мрежата, па луѓето ќе можат да погледнат, користат и настрана од тоа ние ги поттикнавме сите вклучени во туризмот во регионот на Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца, дека сосема слободно можат да ги користат промотивните материјали што сме ги создале во проектот, зашто на крајот на криштата тие за нив се создадени. Тие не се нешто што само МРФП може да го користи, исклучиво МРФП може да го користи, баш напротив. Ако имаат потреба заради промоција на регионот да ги користат заради привлекување на туристи, ова се однесува и на туристичките агенции, и на општините пред се, и сите други кои што имаат потреба, можат слободно да ги користат материјалите и да на тој начин привлекуваат туристи во регионот. Одржавме конференција на која што разговаравме за тоа како се спроведуваше проектот. Проектот е при крај и полека ги салдираме резултатите. Ги сумираме резултатите, меѓутоа размислуваме и за продолжување веројатно во некоја форма понатаму. Што би можело да се случи, кои би биле потенцијалните идни активности. И во духот на создавањето на овој проект, повторно ги контактиравме сите вклучени на некој начин на организации, институции од целиот регион, за да ги слушнеме нивните размислувања за тоа во која насока понатаму би можело да се оди, без разлика нели на кој од повиците од донаторите или можеби самите општини ќе решат да инвестираат во некој сегмент од алтернативниот туризам. Морам да кажам дека излегоа навистина многу интересни предлози. Многу ми е драго кога ќе го видам тој ентузијазам се уште присутен. Дека постои, дека луѓето сакаат нешто да направат, сакаат нешто ново, да тргнат сепак во авантура. Сакаат нешто да сменат навистина. Кажаа што се потенцијалните предизвици со кои што ќе треба да се соочуваат во следниот период. Што е она што тие би сакале да го видат во нивниот регион како направено атрактивно, што би можело да привлече повеќе туристи. Навистина сум импресионирана од ширината на размислувањето, од идеите што тие ги кажаа таму, и верувам дека ќе можеме да работиме сите заедно на следно што е во вите следниот повик на Европската Унија исто за прекогранична соработка, што во наредните месеци ќе биде објавен, таман доволно време да се сумираат овие резултати и да се види, да се подготват по која насока би можело да се оди понатаму. Добро, ова е можеби интересно за еден вид соработка што евентуално би можело да се воспостави меѓу нашите луѓе кои што живеат надвор од границите на Република Македонија. Сите тие потекнуваат од некој крај Македонија, очигледно е навистина нуди многу можности. Мислам повеќе за алтернативен и тој, како да го речеме, селски, манастирски туризам, отколку за оној класичен масовен туризам. Дали може би размислувате на некоја соработка со нашата диаспора, може би во иднина, бидејќи рековте дека има шанси да продолжи овој проект. Луѓето кои што ги напуштиле своите краишта, да речеме, да се подсетат на оние нешта кои што таму се интересни и атрактивни и може би да донесат и некои други гости, сето тоа да го видат. Диаспората секогаш ни била во вид, така да кажам. Сме имале повеќе обиди да иницираме соработки со некои од нивните организации, соработуваме, можеби тоа не е некоја интензивна соработка, меѓутоа да, би ги поканиле веројатно на почетокот да го искусат како алтернативен туризам. Да. Зашто морате на луѓето да им покажете како тоа изгледа пред да ги прашате дали тие нешто лично би направиле. За тоа. И јас верувам дека луѓето што живеат
што се одселиле од Македонија, исто така живеат во некои урбани центри и имаат потреба да излезат во природа и да влезат во авантура, и дека во таа насока би биле заинтересирани како туристи и како уживатели, да кажам, на можностите, да. Така, да. А да во следниот, да речеме, период размислуваме дали би можеле на некој начин да ги поттикнеме да направат нешто повеќе. Јас верувам дека добар дел од нив, ако ништо друго, имаат куќи кои што можат да се искористат како сместувачки капацитети. Можеби тие не се присутни овде, меѓутоа некој од тие што се присутни можеби би можел да ги менаџира тие сместувачки капацитети, да управува со нив. Зашто, еве, да се навратам на вчерашната конференција, еден од проблемите што го истакнаа луѓето од регионот се токму сместувачките капацитети. Дека кога прават поголеми настани, тие се соочуваат со проблем да немат каде да ги сместат луѓето. Да. При тоа, нели, да имаме предвид дека тоа се луѓе кои што не им е нужно луксусно хотелско сместување. Не високи категории на хотел. Значи, станува збор за планинари, за велосипедисти, за параглайдеристи, се луѓе од алтернативни се сакаат да бидат сместени автентично, така. Во куки, во природа, планинарски домови им се опција, значи не бараат луксус. Меѓутоа, за масовни акции, како што вчера ни кажаа учесниците, дека понекогаш имаат и по 150 луѓе кои што доаѓаат на планинарски маршеви, кои полека стануваат традиционални, кои би сакале да ги организираат повеќе пати годишно, се соочуваат со такви проблеми, па еве зошто не да се размислува, да речеме, во ангажирање на тие приватни капацитети, кои што за некој што останал тука и би можел да управува со нив, би биле од полза, би можеле да се искористат во секој случај. Нели, греота е да седи празно кога за некого може да... Да, но веројатно постојат некои критериуми кои што мора да ги задоволуваат објектите, нели? Едно е тоа што ќе бидат интересни и атрактивни, бидејќи се некој град, би во некои рурални средини, но верувам дека кој да дојде турист, дали домашен или од надвор, сепак некои, условно речено, минимални услови ќе бара да бидат исполнети. Да. И сега повторно ќе се навратам на дискусиите од вчера. Меѓу другото, тоа беше истакнато и како потреба на вчерашната конференција, дека им е потребен на луѓето совет или насока или некое упатство за тоа како да излезат во пресрет на тие стандардизирање, да речеме, на капацитетите што ги имаат. И не само во поглед на тоа што се треба да има, туку и во поглед на тоа како треба да се уреди, нели? Да биде автентично, да биде традиционално, за да доживувањето на туристот биде комплетно, значи кога ќе дојде тука. И мене ова ми е многу интересно од аспект на тоа дека луѓето размислуваат, значи не им е важно зашто да почнат нешто да прават. Нели, многу често се случува, треба да е старо, па сега сите стари кревети и ќе ги ставиме таму и тоа е тоа. Не, баш напротив, како што спомнавте, се има одредени стандарди и во квадратура и во други, нели, помошни простори што треба да постојат. Ми е драго дека луѓето размислуваат за тоа, значи свесни се и спремни се да започнат да тоа го уредуваат така како што е потребно. Примерот на Вевчани, например, веројатно вие знаете и повеќе други, покажува дека може. Значи, ако се тргне во една таква авантура на алтернативен туризам, може да се постигнат резултати. Сега нормално и околината е таа која што нуди одредени атрактивни услови, не е само сместувањето, бара некоја поширока организација на местното население околу исхраната, но не е невозможно, нели, може да се работи тоа. И примерот на Вевчани и примерот на Елшани, да речеме, што ги видовме на студиските посети, покажуваат дека ова работа не е секогаш не почнува и завршува со тој што ја нуди примарно туристичката услуга, да речеме, или тој што го има сместувачкиот капацитет. Секогаш, кога имаат повеќе туристи, ги ангажираат комшиите, оние што најдобро знаат да направат пита во селото, зашто еден човек не може да излезе во пресет на поголема група на луѓе, што значи дека корисноста од ова е многу кратна, на повеќе луѓе се однесува, не само на тој што почнал да го прави. И генерално парите кои што завршуваат во туризмот
имаат повеќе кратен ефект, зашто нели со парите од туристот не само ќе се надмират обврските кон соседите што помогнале, ќе се купи намирници, ќе се платат давачки. Значи туризмот е една круг опфаќа така. Одлична можност за дополнителна активност и за примерна активност, да. Да, и колку што имавме можност да видиме, во Вевчани и во Елшани тоа одлично функционира и луѓето многу брзо се организираат кога имаат потреба, кога имаат таква потреба, кога имаат туристи. Се разбира, секогаш може да се направи и повеќе, да, и тие секоја година нешто ново додаваат во нивната понуда, ја прошируваат, ја прават поинтересна, им нудат на туристите, да речеме, можност да размислуваат ако порано останувале ден-два и така ги трошеле сите содржини што можеле да ги видат, посетат и така натаму, сега веќе размислуваат за една комплетна понуда, не знам, од 5 до 7 дена, која што ќе им биде пополнета на туристите сосема. Добро, господја Јаковлевска, јас мислам дека кажавме доста работи со кои што верувам ќе ги потикнеме нашите слушатели во иднина, во пресетна предстојната пролетна и летна туристичка сезона да размислуваат можеби некој ден или дел од својот одмор да минати на таков начин. Алтернативниот туризам навистина станува атрактивен начин на одмор и во нашава земја, во некои соседни земји можеби од поодамна и повеќе, па верувам дека и сите овие информации што ги кажавте во изминатите минути ќе бидат во полза да размислуваате и во таа насока. И јас би ги повикала, дури ако до сега не размислувале, да барем еден ден поминат на некое такво место и да направат разлика помеѓу она што им го нуди алтернативниот и она што им го нуди класичниот туризам, па потоа ќе зборуваме. Размисла, да. Благодарам уште еднаш што вечерва бевте дел од програмата на Македонското радио, Радио Македонија.